Поздрав до сите слушатели и до гледачи на емисијата Шах со Љубиша Антоновски. Денес повторпат бијаме интернационалниот мајстор Димче Илиевски, легенда на македонскиот шах. Во првата емисија кажавме за неговите почетоци. Димче Илиевски, роден во Ѓавато, Битолско, се запознава со шах, се разбира после војната, тоа е 41 година, во тешките војни години било важно да се преживее, нели? 600 детно семејство, сиромаштија и така борба за живот, но шахот е една чудесна содржина што се појавува во животот на семејството Илиевски, особено на неговиот 5 години повозрастен брат Борче Илиевски, исто така легенда на македонскиот шах. Искрено го поздравуваме, се надеваме дека ќе имаме емисија и со него. Тој живее во Битола на 85 годишна возраст веќе. И велам тие почетоци кога Димче брзо напредува учејќи од својот идол, се разбира повозрастниот брат, и кога почнуваат првенствата младински на прво во градот, па сениорските првенства и успеси уште при првите настапи. Значи шампион на Битола во вториот настап со 16 години, потоа младински првак на Македонија 1958 и 59 година. Значи, опативме првиот дел од кариерата на Димче Илиевски, неговите успешни настапи на турнирите на Солидарност, кои што се одржаа по повод земјотресот, катастрофалниот земјотрес во град Скопје, кога настрадаа многу луѓе и кога Скопје практично стана град на солидарноста, кога целиот свет практично го подпомогна во тие многу тешки и трагични мигови. И, значи, така да тој се етаблираше на некој начин во таа, би рекол, тројка, односно четврка во македонскиот шах, заедно со Софревски и Мичевски, каде тука беше домив и Димче Илиевски, па и братно Борче Илиевски. Значи, Димче сега сме повторно заедно, затоа што не можевме се да опфатиме во првата емисија. Многу се радувам, и останаа доста теми што ќе ги се обидеме да ги покриеме, или приближно да ги покриеме во оваа емисија. Турнирите на Солидарноста пројде одлично, тие надмаши нормата за мајстор, освои норма за интернационален мајстор и дојде со рейтинг, ја надмина велемајсторската граница, која што тогаш, да подсетиме, беше на позиционирана на 2450, 15 или 20 години покасно, таа ќе се помести на 2500, не тоа и поради инфлацијата во рейтинзите, и беше нормално така. Но ти си практично прв македонски шахисти кој што ја помина таа волшебна граница од 2450 и беше меѓу првите 120 на ранглистата, на светската ранглиста, значи резултат што не верам дека некому му успеало. Сега имаме нова генерација млади шахисти, многу се подпираме на нив, се надеваме на нив дека ќе ги надмашат тие резултати, дека ќе одат напред. Како си ми? Како си ми меѓу двете емисии, добар ли си ми? Извънредно, и посебно ми е драго што еве втор дел, затоа што вистина не можеме да искажеме све, не можеме да искажеме дека 2017 година излезе од печат книгата посветена за мене како легенда на македонскиот шах во издание на Бата Прес. Мојот драг пријател и шаховски колега Ненад Батковски беше упорен да излезе од книгата за мене, пошто разбра дека своевремено сум бил најдобар во Македонија и најдобар меѓу 120 на светска листа. Значи, тој успех, таа приказна му се белиса, дека мора да ја издадеме книга. И благодарејќи на неговото упорно инсистирање, значи, излезе од печат книгата. Ево ова може да ја снима, мислам да ако треба да ја снимат, Димитар Илиевски, легенда на македонскиот шах, да. Не, книгата е сјајна, ја имам со посебна посвета, минатиот пат ја носев, овој пат брзајки, зашто доцнав па ја затворив дома, ама имаше исто, Батко многу убаво имаше напишано предговорот преубав, вистина предговор. Во своето антологиско дело Игрите и луѓето, објавена уште во 1958 година, францускиот социјален антрополог, литературен критичар, академик и врвен интелектуалец Роже Кајоа, играта ја опишува како универзална категорија, како што се универзални филозофијата и уметноста. И таа
играта, според Кајоа, не е својствена само за луѓето, туку и за животните. Во поново време, играта е својствена и за вештачката интелигенција, компјутерските програми и роботите. Според Кајоа, Јохан Којзанга и другите теоретичари на игрите, кои сега слободно може да се наречат класици, и животот е игра, војните, политиката, работата, науката, вселената, сето тоа е во една постојана игра. И така натаму. Да, преубав. Значи и самиот наслов шахот интелектуален и емотивен крвоток на човекот. Фантазија. Исто така и Љубомир Хаџиманев, нели помогна тука колегата и нашиот мајстор. За компјутерска анализа на партиите фантазија, па Љубо беше измислен, мислам, пошто тука во книгата се застапени покрај моите 100 одбрани партии, од кои 64 победи, 64 полиња, да се цигана тие, 64 победи, 32 реми, на една половина од шаховската табла, и 4 порази. 4 порази, строгиот центар одговара на тоа, така замислив, 100 одбрани партии, но има и преубави партии од Борче. 16 убави партии, од кои првата партија со Боби Фишер, неговата Реми, партија која ќе остане запишана со златни букви во аналите на македонскиот чар. Затоа што Борче, значи, се надмаши себе си, играше во белемајсторски стил и ремизира со Фишер. Тука има и во книгата 4 партии од мојата покојна сопруга, која поради мене научи шах и се загре и беше една од подобрите шахистки во Македонија. Значи, од подобрите, 4 партии неизини одбрани. Јас, значи, покрај ова за книгата, значи, мене ми е драго да ова посебно за освојувањето на вториот бал за титулата Интермајстор, да кажем, мислам. Тоа ми е посебно било. Да, не треба. Значи, 1977 година, значи, на шампионатот на Југославија, што се одигра во Загреб, јас бев уврстен во листата на учесниците како 8 резерва по основ на рейтинг. А колегата мој, покојни Ристо Ничевски, како шампион на Македонија, имаше директно право и он учествуваше на тоа првенство. Постигнав сензационален резултат, иако не подготвен, како резерва, упаѓам и така, постигнав голем успех и бев во конкуренција од 40 најсилни шахисти, значи 12 пласиран. Последната партија ја играв на победа против Мештрович и ако ја добиев таа партија ќе бев 6 на Југославија. Сон. Но кога се рискира, се губим и така, меѓутоа сум задоволен од 12-то место и од исполнување на втората норма за Интермајстор. Шампионатот во Загреб која година само? 77 година. Тогаш се одбележува 40 години на Тито начело на СКЮ и по тој повод 40 шахисти најсилни. А затоа така беше организирано? Така беше организирано за тој јубилеј 40 години и 40 шахисти. А и друг пат сум кажал, година претходно беше последниот турнир на Солидарноста, многу ми е криво ти што не настапи во, да речем, од македонските шахисти, во таа четворка што беа, имаше место и за тебе, и ти тоа одно веднаш си го покажал до година, не? Тој искрено речено, мене ми беше непријатно што не бев уврстен како најдобро пласиран на 5-тиот турнир, значи најдобро пласиран, избив на прво место на македонската рейтинг листа и на 120 место на светската рейтинг листа. И сега јас не сум уврстен, а уврстен беше Јанче Плазо или, не знам, не е битно.
тоа е... Да, Јанчев што беше тогаш организатор и судија, практично не играше шах. Мислам, мене ми е криво, че не може да се баш одбегна на него споменам тоа. Точно така. Точно треба да се каже, нели, некаде е имало и пропусти ова, она. Ама сега, не толку што тие играле, мене ми е криво, ти што не си настапил тогаш, кога си бил во полна сила. Јас сум учествувал на турнири меѓународни и сум постигнувал добри резултати и на меѓународните турнири. Требало малку повеќе да се мисли за македонската наука, нели? Да. И во Приморско за пола поенеста на 74-та година, интермајстор за пола поен. И мислам, да кажам дека покојнически на тој турнир на шампионатот беше 33-то место. Значи, тоа е голем успех за мене, лично. Да, Ниче имал секогаш резултати, некогаш бил многу високо, па Скоко, некогаш да, осцилации, значи многу јасно изразена. Иако, знаеш, он ми велеше, од кога стана, вика, интернационален мајстор, 24 пати сум ја потврдил норма. Не е ништо чудно, да, точно, тој играше на многу турнири и беше силен шахист. Силен. Одличен шахист. Не само тоа, само вика во животот секој сум играл или на преслаби или на пресилни. Да. Два пати ми играл со Фишер. Ниче. Два пати со Фишер, со светски шампион си има сретната и се дузима. Во Загреб можда, да. Во Загреб и на турнир солидарност. На солидарност. Ма нормално, Ниче беше најмногу знаеше, он читал литература шаховска, мислам, да не кажам, све знаеше. Беше. Вие сте таму 5-6 години разлика, сигурно сте соработувале, сте... Ма како не, како комши и све, тој ми беше посебно симпатичен, беше амбициозен, но и секојаш играше велелепно во шах. Многу допадлив шах и се. И Много добра смисла за хумор. Допадлив шах, рака на срце, мислам. Третата норма за титулата интермајстор ја освоив на Катанцаро, Италија, на турнирот во Катанцаро, Италија, 79-та година, на кој учествуваа 10 шахисти. Постигнат голем успех, затоа што го освоив третото место со 6,5 поени од 9, без пораз, а пред мене беа Божидар Ивановиќ и Зикики, еден од најсилните, беше и шампион на Италија своевремено, еден од најсилните италијански шахисти. Значи, кога го победи во директна средба. Но јас имав едино пех, затоа што имав тотално добиена партија со Ивановиќ и може да бидам јас прат на турнирот. Но со тој успех ја надмашив нормата за интернационален мајстор за пола поен и ја добив титулата, ми беше верификувана дури 95-та година. 95-та година, јас не знаев дека шампионатот на Југославија, значи, има ист третман како меѓународен турнир. Мислам да знаев уште ке бев 79-та година, мислам, интернационален мајстор. Да, добро, тоа естествено е титулата. Знаеш што овака некојаш си мислам, се извинам, некојаш си мислам дека сите тие мали пропусти во финишот на тие важни турнири, кога баш многу ти било важно, се чувствува дека не си бил професионален шахист. Знаеш, и дека редно настапуваш, и тие, да речам, таа концентрација која ти било, тој фокус и така натаму, што го имаат професионалните шахисти, баш поради природата на својата работа и затоа што често играат, често настапуваат и имаат искуство и во такви деликатни ситуации, тоа кај тебе го немало, затоа што ти се опрски, се ти играш турнир, па играш, одиш на работа предплатна, па играш турнир, па тоа само оние кои што не играле никој шах не знаат каков напор е тоа, колку енергија зема партијата, како луѓето губат килограми после турнири, се враќаат неколку килограми полесни, и тоа само шах што играат, без да работат било што друго и да се подготват, ти си морали да работиш така натаму. И потоа тие ретки настапи. И тоа ќе се случи тој први токму кога не треба. Значи таа концентрација ќе ти избега токму тогаш, значи затоа што нели сепак. Значи, Љубиша, многу ми е драго, ова ме потсети
баш 71 година, тој рекорд што го постигнав. Јас на најсилното првенство на Скопје играт, значи кај што настапија 7 шахисти што биле и што станале прваци на Македонија, значи најсилното првенство, работет до 2 сатот, доаѓат, ручат и одев на партија шах. Значи, тоа истото го играт и на турнирот на солидарноста. Секој ден работет до 2 сатот, па играј шах. Па тоа било срамота. Тоа е фантазија. Јас добро што сум бил во млади години, 30 години, да издржам таков напор. Да работиш 7 сати на работа, интелектуално и одиш да играш со тоа е срам, вистина. Да. И затоа дури и самиот викам, па јас сум постигнал вистина рекорд. А и што беше рекорд? Да станеш југословенски мајстор на еден турнир, што беше поим да се освои титула, беше ценета титула секаде. Југословенски мајстор. Југославија тоа време втора светска сила во шах. Значи, да станеш виде мајстор, затоа што нормата, јас имав рейтинг, норма 2280 на стартот, а 2300... Беше покасно. Јас кога станав мајстор беше 2300, а јас исто станав први југословенски мајстор и автоматски го преврнав 2300, помина фиде, а после и фиде мајстор. И за таа првата ми е потреба. Југословенски мајстор е после поголемот и па тоа е разлика енормна. Меѓутоа, ете ја освевта, ја надмашев нормата за интермајстор и ја надмашев минималната рейтинг норма за велемајстор. Сон. Да. Вистина сон. 120 на светот. И сега, да речеме, таму мислам дека тоа беше 77 година, тогаш во Дом на ЈНА, во центарот на Скопје, до кино култура, одно убаво здание што и ден денеска го имаме, ама тогаш беше многу и особено беше впечатлива таа просторија каде што беа новите шахови, се уште нови и табли од Олимпијадата Скопска 72 година. И се помна многу убаво, значи јас имам 16 години, се држале многу убав брзопотезен турнир. Во салата осветлена, прекрасна, масите прекрасни, фигурите, игра Цофре, ти, значи, Кизов, значи елита некоја, и некои млади Мартин Ивановски, Стевче Георгиевски, и уште некои од таа генерација, сите повозрастни од мене, значи имаше неколку млади и целиот кред на македонскиот шах практично беше. И сега што помнам јас, играше ти со Мартин Ивановски партија и му играш словенска одбрана, Шлехтер нешто. И заврши партијата и сега ти му кажуваш, а јас слушам. И ти му велиш вака. Сега при ваква структура, кога ми се пешаците на бело, значи одам со ловецот, го минувам за кој и ги местам пешаците на бело, затоа што тој ловец го немам, а другиот ловец ми работи, а овој го блокира твојот. Се покапабланка му велиш. Тоа сум го запомнил. И сега јас кој што си мислам само шахист, знаеш, сум купил нешто за кое што сум размислил, може би не ми било јасно и така натаму, да сум го слушал во тие години. Но ова ми е и вовет еден да кажам дека секогаш си бил одличен брзопотезен шахист. И на брзи темпа. И штета што во твое време, да речеме тие турнири Рапид и Блиц, односно шах по забрзано темпо и брзопотезен шах не биле толку популарни, денес имаме и рейтинзи по тие категории и многу често се игра, затоа што твојата брза мисла, би рекол сакавична мисла, јас имав можност лично да се уверам, гледајќи го оној ден кога јас полнав 18 години, значи во Велес, на Велешко езеро, кога се играше еден така викенд турнир, петок, сабота и недела, беше, сега не знам по која повод, значи тоа ќе биде 78 година во декември, ова се случуваше на 16 декември 78 година, и тоа го запомнив од едноставна причина, затоа што тој да стана полнолетен. И сега дојде Глигорич, значи таа вечер беше прекрасно организирана и забава и така натаму, но во паузата, значи имаше некоја пауза од неколку часа, софијските предизвика да играте брзопотезен меч, каде што гледавме јас и Глигорич практично, јас се чувствував чудесно такво друштво. И Благој Попов. Благој Попов, политичка фигура, тоа не е спомнал политички фигури, сега само шаковски фигури. И
Како ти го победи Софрето, значи 6-7 го победи, леле, значи Софрето, значи каде се сврти, само се црвенееше, а Глигорич понекогаш ќе му каже некој совет кај погрешил нешто, кај може да подобро баца да го утеши некаде и така натаму дека играл добро. Така што тоа е само сакам да кажам каков играч брз и со јасна мисла. И затоа, значи таквите играчи може да играат и симултанни продукции. Да човек кој што брзо да игра, кој што има брз преглед на играта, брза мисла, може да игра. Некој друг на 3 табли да игра ќе се замори. А ти по 30 и си апсолутен рекордер и во симултанни продукции, нели така? Точно така. Кажи ми нешто сега за брзопотезен шах. Значи, вистина дека постигнав големи резултати како брзопотезен шах. На меѓународни турнири сум бил првак и во Софија. 74-та година сонически игравме заедно на турнир во Софија, кај што постигнавме одлични резултати и на турнирот, а јас во брзопотезен шах бев и првак. Значи, во Ивајловград бев првак, шампион бев. Во Полска бев второ место, мислам. Имам на многу па и во Софија бев на врвот, во Москва. Во Москва на врвот, Кнежович беше прв, јас бев тука на врвот. Сум постигнал и на меѓународно ниво, така, успеси како брзопотезен, но најповеќе се потсетувам, морам да се потсетам, во Нови Сад, кога играв 3 меч, односно 4 игравме, брзопотезно, со Скембрис Спиридон, првакот на Грција, и со Николај Спиридонот, и покојни Венци Попов играше како четврт, и јас 2 сати ги победував на 0, да не кажам. Тоа е фантастичен резултат, што се гордеам јас лично за брзопотезен шах. И друго, мислам се сеќавам кога играв меч од 10 партии со Милан Вукич, еден од најсилните шахисти во Југославија. Беше повеќе кратен првак на Југославија брзопотезен шах. И да, експерт за брзопотезен. Експерт за брзопотезен. Експерт. И јас со него играв после 8 партии од 4-4. Сон. Се чуди тој. Мора да се чудел тој. Ма се чудеше 4-4. И сега, добро, го изгубив мечот, али ми е драго дека играв одлично. Одлично. Значи, така да постигнав многу. Имав, да не кажам сега, успеси и со Ничевски, и со Крум Крстер, со овие што ме предизвикуваа шах да играв брзопотезен. Добро, Ничевски никогаш не бил брзопотезен шах, не могел да го војде, но сакаше се замисли. Не, вистина така. Али сум бил доминиран. Софре сакаше поише да игра брзопотезен шах. Со Софре не само ова во на езеро Младост, него игравме скоро така до крај на животот на Софре. Игравме многу убави мечеви, триото Софрески, јас и Бошковиќ, кандидат мајстор Силен. Али Силен брзопотезен играч. И тие средби ми беа најдраги. Дружење со Софре, а со Софре беше уживање. Беше многу духовит, знаеше досетки, така да каже. Јас ќе почнам... За шимица и друштво. Не, сега да кажем. Јас кажувам така згода, леле, сега имам сериозен напад, али он вика Живчани. Не бе напад, а? Не, Софре. Јас се напаѓам и викам, леле, сега имам силен напад, али Живчани. И така имаме многу згоди со него, убавина и така. Но бевме пријатно дружење, значи кај него дома, кој ќе доаѓавме кај него, секогаш го затекнувавме кај што тие тетрадки што ги имаше, анализи, ток, светак, сите знаеш кој што игра, како игра, и анализира, чита, фантазија. Ете, така во пријатни спомени ми е за брзопотезен шах. А сега за ова моите симултанки за кои сум рекордер во Македонија. Сум одиграл преку 250 симултанки. Преку 250 симултанки, да не кажам. Првата симултанка што ја одиграв во Прилеп, кога станав младински шампион 58 година. Уште тогаш? Уште тогаш.
58 година играв со репрезентацијата на Прилеп и ги победив. Значи, уште тогаш. И многу ми е драга таа симултанка, јас младински шампион, прв пат. И симултанки што сум играл не само во Македонија, сите места, да не кажам каде ли, не во села и секаде сум играл, него сум Како играл... твојот идол Капабланка, нели? Да. Еден од учителите твои, он исто бил познат по симултанки. Симултанкен, точно. И исто брза мисла, брза игра. Да, брзо, лесно игра. Лесно Лесно играш. играш. Јас сум играл и во Бугарија многу симултанки, во Полска, што ми била една од најтешките симултанки што сум играл, затоа што ми рекоа, значи, дека ќе играм со шахисти кои се такмичат во втора сојузна лига, кандидат мајстори и све. Па како седнувале ти? Значи, тоа е многу силна екипа, а јас предходната вечер до 2 до 3 сатот бевме ноќе, па се кога ми доаѓат са бајле, мајсторе, треба да играте шах симултанка. И сега, јас реков, чекайте малку да се освежам, вамо, тамо, играме, пиеме кафе, и кој ми рекоа, играте со екипа што се такмичи во втора сојузна лига. И испив уште едно кафе, и седнат, и победит. Без пораз, мислам, том се гордеам, значи, таа симултанка што играв, во таква состојба, мислам, не преспиена ноќи скоро што се. Но, не можам да заборам исто симултанката што ја играв на Шарски води, што ми ја организираше Боге Јанески, мојот пријател. На 37 табли играв, а пред тоа со директорот на Маврово, организираше Маврово, директорот на Маврово, море испивме така, аперитив, малку ракичка, па ручавме, па игравше вино, па све, и во една таква состојба играв на 37 табли и симултанката ја реши за неполни 2 сати. Играв многу брзо и ги победив сите противници, само 4 реми. 4 реми и тие беа сите заслужни. Беше возачот, што не возеше, Реми, Боге, организаторот Реми, еден што ми кажа ревизирал сонически, јас реков што ми си ревизирал сонически, Значи знаеш, да. Значи знаеш. И така да, 4 Реми и другите сите победи. Таа ми е незаборавна симултанка. Но рекордната симултанка моја со 58 противници ја одиграв на 13 мај 1981 година во организација на Управата за заштита од пожари на МВР и се играше симултанката на едно ракометно игралиште. Таму има плацина. И пред почетокот со моите колеги што бев таму, што ми беа присутни на симултанката, вика, зарем со сите овие ќе играш? Тие се исплашија само што видеа со кој ќе играм со 58 противници. Така видна. И успешно завршив и на 58 табли, меѓутоа беше маратонска и нарешам скоро 5 сати игра и така, од тие симултанки мои многу. Теми имаме, мовет, колку сакаш, што се вели на животно искуство, Да, шахист, да. со многу успеси, со многу турнири, со многу патувања, со многу згоди и по некоја незгода и така натаму. Ама ние сме... И да кажам уште едно, дека ми е драго што јас ја предводев македонската репрезентација на 7 силни турнири на републиките и покрајините, тоа што беше убава традиција, Југославија, на 7 турнири. Македонија беше и второ место, и трето место. Мислам, сепак добри резултати и јас се гордеам што ја предводев репрезентацијата на Македонија. Јас така ќе влезам, во Титово белење бев и јас, бев и во Суботица, и во Приштина, и веројатно нешто, мислам дека на 4 ма играв, потоа стана повозрасен као младен, зашто там се играше на формат 6 сениори и 20 младенци. И не знам дали помниш во хотел Патрија,
во Суботица, кога бевме Да, во година да, кога беше да, домаќин, да. и ние сега сме во првиот ред маси, македонската репрезентација, а музиката до нас, а музиката беше Звонко Богдан и тие неговите тамбураши. И сега Звонко Богдан пее во Патрија, огромна сала, Да, во да. Патрија, во центар на Суботица. И сега он пее, мислиш концерта не прави пауза воопшто човекот. Пее лесно и пее долго. Да. И викам ова на концерти некои 3 паузи ќе направиш и на крај реши Звонко Богдан да направи пауза, ама не и неговиот оркестар. Неговиот оркестар Си си продолжи. И сега виолинистот што беше, дојде на нашиот ред маси затоа што меѓу нас беше Лила Заравска. А Лила Заравска беше толку убава. Имаше 18 години. Тие музичарите цело време како за неа да свире Звонко Богдан. И дојде тој да ја свири на уво. А јас до неа седам и Владко Петковски доктор од другата страна. И ние уживаме исто како и нас на устели свиат, ама и на целата македонска репрезентација. Знаеш. Така, Лила Зарева, преубаво, да. да. Тоа ми се посебно драги. Ми е драго да што во 1977 година јас ја предводев репрезентацијата на Македонија во дописен шах. И во дописен шах, значи тогаш го постигнавме, бевме трето место, освоивме бронзена медаља. Мислам и тоа беше успех на македонскиот шах. А кој беше покрај тебе таму во дописната репрезентација на Македонија? Игра Да ги споменаме и Крум другите. Крстев, мислам сега Крум Крстев, Борче братот, Љубо Хаџиманев, мислам многу силен состав беше и репрезентацијата наша беше многу силна. И многу ми е драго што ќе излезе деновиве, мислам можда или на почетокот на едната година книгата на Хаџиманев Дописниот шах во Македонија. Фантастична книга со големиот успех, севкупен успех на македонскиот дописен шах. Македонија беше севкупен победник на тие турнири. Постигнаа добри резултати, одлични, беа први и така, натаму. Али првото трето место го освоивме таа година. Многу ми е мило, сега нека излезе книгата, кај Хаџиманев ќе не биде многу ми е драг. Преубава книга со сите парти на што ги одиграл Љубот, пасиониран дописен играч, како и Крстев Крум покојни. Тоа многу сакаше дописен шах. Но јас бев предводникот и јас бев 12 на Југославија. Тоа време, 77 година, и тоа се играше исто, мислам, по тие повод јубилеи и така. Така да ми е тоа посебно мило. Па види, дописниот шах тој помага, нели, поеднаш се играше по темпо 2,5-40, па прекината партија. Тој што игра дописен шах, подобро анализира, Повеќе време за размислување. Така што сигурно исто го подпомага развојот шаховски. Сигурно. Има нешто со компјутерскиот шах, анализираш ова, она, имаш време за повеќе да помислиш. Ма тоа шахот беше уметност повеќе, колку денеска е повеќе наука, денеска е меморирање. Но едино мене ме замараше што тоа со допишување по година дена, а јас не можев да е толку. Тој правето дети, не ти допушташе толку се да чекаш, сега да се вратат. Јас, например, пошто играв на прва табла со најсилните, со велемајстор на дописен шах на Југославија, прваци на Југославија. Јас кога играв со Јовчич, тој беше многократен првак на Југославија во дописен шах, и го надиграв, му освоив пион, меѓутоа, јас, кој ќе игра година дена, му предложи време, одма прифати и седне, кој игравме на екипно втора лига, со него лично игравме, и партијата исто заврши Реми и на таа и екипната конкрет ме прашува, а зошто ми дадовте Реми? Со чист пион повеќе, тотално добиена, да не кажам. Јас му викам, многу време треба да играм, мамо и така. Тие згоди, толку. Ќе покажеме ли сега нешто и денеска треба да покажеме когато се отвориш? Денеска. Ајде да. Денеска, во оваа прилика одбрав три партии кои што ми се особено драги, а сум ги играл на турнирите, на петтиот турнир Средба на солидарноста 71 година, со великанот на југословенскиот шах, трикратниот шампион на Југославија,
и учесник на меѓузонски турнир Драшко Велимировиќ, односно Драголјуб Велимировиќ, али во меѓу шахистите познат повеќе како Драшко Велимировиќ. Партијата со Алиди Сезикики, што е на меѓународниот турнир средба на турнир во Катанцаро, Италија. Значи, и со Никола Караклевич, поранешен првак на Југославија, значи на шампионатот на Југославија во Загреб, која исто така ми е особено драга, затоа што со победата над Караклевич ја исполнив нормата за интермајстор. Партијата моја против великанот на југословенскиот шах, многократен првак на Југославија и светски шахист, кој бил учесник на меѓузонски шаховски турнир, Драголјуб, односно Драшко, во шаховската фела на Драшко Велимировиќ, ја играв на 5-тиот турнир средба на солидарноста, и то ми е една од најзначајните победи кои беа за освајање на титулата мајстори значајни. 71 година. 71 година. Каде се одигра партијата? На турнирот, 5-тиот турнир средба на солидарноста се играше на средноводно, и за нас, учесниците од Македонија, за Сопрески, Нически замене, беше организиран такси превоз. За несреќа, баш тоа коло против Драшко Велимировиќ, значи, не дојде таксито, значи 20 минути чекавме, не дојде и јас се јавив кај еден мој колега од царинарница, за да не префрли со неговата кола до Водно. Димитар Хаджимицев дојде со колата и не префрли до Средноводно, до шахзалата. Тоа значи касневме. Закаснавме 45 минути. Јас му се извини, пред почетокот му се извинив на колегата Драшко, реков извини, немавме превоз и тоа е причината. И партијата после почна. И сега партијата почна, тоа ми беше трета средба со него. Претходните две ги добив јас на младинско првенство на Југославија во Радовљица и на младинско првенство на Југославија Блед. Во Блед кралот пливаше. Така. Ова ми беше трета средба. И играме почетен потез Е4, С5. Со оглед на тоа што, значи, закаснив 45 минути, не сакав да играм отворена сицилијанка, затоа што со Драшко беше ризик да се игра отворена сицилијанка и јас се одлучив на затворена сицилијанка со конј С3, тактички. Инаку тој беше експерт за Змаева, да. Омилен потез на бившиот светски првак Борис Спаски. Значи, се игра, и сега. Гешес. Тој инаку беше стручњак за Мароци, за Змаева варијанта, нели беше светски експерт, исто тие Софија Кетиран ловец и така. Гешес, Г3, игра Гешес, значи Г3, ловец Г7, ловец Г2. Значи, сега теоретски е ова, мислам не треба коментар, но конј С6, D3, D6, ловец Е3, одлично. Најфлексибилно предложение се смета, ловец Е3. Ловец Е3, да. Сега, он експериментира со мене, игра конј Х6. Јас играм прост потез Х3, едноставен. Да го покриеме полето Г4. Не сме да направи рокада поради дама Д2 и губи фигура. Конјот на Х6. Значи рокада не сме. Мора F5 за да го оправда, потокот конј Х6. За да го оправда конј Х6. Дама Д2, игра конј F7. Ена F5. F5, нормално го отвараме ловецот. Именото отварање диагоналата на ловецот и така. Е на F5, Г на F5.
Зема игра до това, Г на F5. Поле F4 слабо и коњот дојде на E2, така ли? Конј Г на E2, да. За следниот да играм конј F4 или така. Тој игра Конј D4. Тука е партијата. Конј D4 и сега во оваа позиција Конј D1. Конј D1, одлично, да. Тука е. Конј D1. За да го бркам конјот со C3, за C3, отие сепак... Или може би прво конј F4 па C3. Можно, мислам така. Поле H5 за конјот. E5. E5 игра, F4, нормален потез. F4. Дама F6. Дама F6. И сега конј од D на C3. Се враќам назад, затоа што D5 е слабо. Полето D5 е послабено. Така е, кој ќе скокне тој конј на D5, никој не може да му се спротистави тука. И сега игра дама G6 слаб потез. После неочекуваното за него ловац, значи ловецот го менувам за јакиот конј на D4 И по ED4, и после е на D4 конј D5. конј D5. И сега не може во оваа рокада. позиција, Да. значи не сме ни мала рокада, поради шах, а претам конј C7. Во оваа позиција можеше да си предај слободно, значи овдека е изгубен. Загубен е тука, да. Нема потези, мора крале F8. Мора да се дерокира самиот. Самиот, да. И така, позиција доминантна на конјот, значи се и се, што тоа е фантазија. И сега зашто ќе отвориме на кралското крило, предпоставам ќе отвориш позицијата во некој момент со G4 или нешто, играш голема рокада. Именно тоа. Голема рокада. Со оглед на тоа што овдека имам доминација на кралево крило пешачка. И мајоритет 3 на 2. Мајоритет. И нормално е тука и да продолжам со напад, пошто и кралот е тука. Така е. Голема рокада, ловец D7. Топот D на E1, овој другиот од H ќе има улога, тој ќе стои добро и на H, може би на G, може би на F. Така, затоа да. топот D на E1, ловец C6 и сега топот H на G1. Да. Ја намести тешката артилерија, Готово. сега е подготвено за отварање. Со G4. Со G4. Така, ќе подготвам. Топ E8, крал B1, профилактика, последна, профилактика, точно. H5, ловец Ловец F3. F3. Значи H5 да Тематско. спречи G4, повторно ловец F3, конј H6, со сите сили се обидува да спречи G4. Така Сега ли? играм дама D1. Не, сега играш C4. C4 го зацврстуваш конјот на D5, за да не мора ловецот да го пази. C4 значи. Крал F7. Дама D1. Сега претња конј тука и ловец шах. Што е застрашувањето? Конј на D4 и шах. Конј D4 Конј и на D4 било кое и на земање, било- ловец да, H5 да. и дамата, затоа што дамата на G6 и кралот на F7, црниот бе загубил Принуден е дамата. конј G8 да се Мора брани. назад, за да пази на H5 и сега G4 конечно. Да, конечно D4. G4 со решавачки Фантастика. ефект. Готово е тука. Готово е. Х зема на G4, Х зема на G4, конј F6. Да. Да остави некоја фигура околу кралот, но сега GF5 Да. со напад на дамата. Точно. Дама F5. Конј G3. Конј G3 темпо, напад на дамата. Дамата. Топ E1, меѓупотек. Меѓупотек. Топ E1, дама H3. И сега конј Е4. Конј Е4. Последната фигура што сака конј G5 фантазија. и да му ја смениме таа фигура што му го брани кралот. Да. Конј зема на E4, ловец зема на E4, дама D7, да помогне малку таму, Накратко. дама E2, сега и полето G2, е тука, B5, ама таа контраигра се разбира, нема ништо од таа контраигра, топ G1, По Г линија, по G линија, дама така, G2 и сега готово, Б зема на C4, Д зема на C4, крал F8 и сега F5. Ете го, тој мајоритет, стана слободен F5, кој што слободен F5. оди до крај. Да, F5, ловец E5, во очекување на F6, но сепак F6, сега сакаме топ G7, меѓу Топ другото. G7 меѓу другото, да. D3,
од немајкаде, дама G2. Тој пешак на D3 никога не го интересира, се разбира. Да, Сега е заканата дама G7. Дама G7 и дама H8 или FG7 и GH. Дама F7, ловец D3 сега, топ H2, дама G4, сакаме на и C8, Да. топ зема на B2 шах, крал C1, топ B8, за да брани дама То ти C8. претеше дама D7 за мат да му дадам. Дама G7, значи мора да игра таму, оти ловецот. Да, е преоптеретен. Така Не, е. мора, оти топот ќе Ќе остане. го загуби. После дама G7 и да, Така е. И коњот ќе скокне на крај, да. така. Дама H4, со закана дама H8, крал E8, дама H8 шах, мора да покрие дама F8 и последниот потек, Фантазија. топ G8. Фантазија. Во еден здив, да. Преубава. Значи, максимално си го казнал за конј H6, За кој H6 експериментирање. мора F5, кој го Точно. земаш веќе и после се определила малку структурата и сега со тој фигури не знае што да прави таму, не може... Што после одиграниот потез коњ D5, кога мора да се дерокира, Тука е готово. 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 Ама добро, тоа треба да се докаже, да се покаже. Но велелепно Ете, да. ова победа ми е пособено драга. Сега одиме на втората партија. Со Караклаич. Од Борче братот добив телеграма, ми честита за успесите во првите 8 кола и ми пишува честитки за успехот во 9-то и 10-то коло, во 10-то и 11-то коло ремизирај, а во 12-то и 13-то играј на победа. Телеграма од Борче. И јас во 10-то коло ремизирав со Албин Планинц во долга партија, 40 и кусур потези, а во 11-то коло ремизирав со Дражен Маровиќ, велемајсторот Дражен Маровиќ, во 13 на потези, брзо ремизиравме. И сега, во предпоследно коло, најважната партија моја, затоа што ми значеше победа за да освојам норма за интернационален мајстор, ја играв со пронешниот шампион на Југославија, многу силен интернационален мајстор, Никола Караклаич. Тој имаше ли некоја книга напишана шаховска? Имаше, како не. Посебно беше со коњски завршници. Завршници, не експерт за завршници. Измислен. Добро. Значи се бранеше со француска одбрана. И сега да кажем за ова, Да. затоа што таа партија со Караклаич ја игра после слободниот ден. Слободен ден имавме, но мојот покоен брат Кирче, кој беше војно лице, капетан прва класа во Госпич на служба, беше началник на домот на ЈНА во Госпич. И предходно ми се јави да одиграм симултанка, ми организирал симултанка во Госпич. И јас отпатував на слободниот ден во Госпич, наместо да се подготвувам за партијата, И да се одмараш, да се одмарам, јас одам во Госпич и играв симултанка со војниците од Госпич на 30 табли. Симултанката ја добив, успешно игра, без пораз, ја добив и после тоа, значи, прославувавме до касно, до 2 сатот заедно. Борче ти пишува едно, а брат ти организира друго. А братот Другиот брат, друго ти симултанка. организира. Да. И убаво ме рази, така сим. И сега стигнав на партија 2 сати пред ова со автобус, патував ноќ, уморен, груги и со црни фигури плюс. И се одлучив исто како против Барле, француска одбрана да играм. Француска одбрана. Значи на E4, E6, E6, D4, D5, коњ C3. Сега овој пат јас пошто коњ C3 играше Караклаич. на варијанта на Рубинштейн, значи коњ C3
Јас не А играм. варијанта на Рубинштейн D4, да земеш веднаш. А? Да. Ама ти играш Јас играм конј F6. конј Не F6. ловец B4, Не на ловец верпотеза, B4, туку да, конј да. F6, ама конј F6 е по-солидно, да? Па да, И и тоа. многу популарно е денес. Конј F6 е денес најпопуларен потек на концерт. Да. Ловец G4, ловец И на G5. ловец G5 сега Сега D4 земам по Рубинштейн. по Рубинштейн. Да, Е, така. D4. Така, конј E4, Ловец земам E7. ловец E7. И сега ловец F6. F6, да. Ловец Ловец F6. И конј F3, исто логично. Конј Конј B7. BD7. Сега, за да можам, ако ми земи со конј да земам и така. Да, ловец D3 и сега B6. B6, тематски. Тоа е... Пред да одиграм дама E2, затоа што после ќе нема време заради конј F6 и заради- дама E4, батерија и на А8 топот. така. Сега е моментот за Да, B6, да? да. За на дама E2, ловец B7 сега. На време да го контролираме по Да, E4. да. Голема рокада. И сега овдека има многу шахисти кои што се плашат со црни да играат ваква позиција затоа што можат лесно да бидат нападнати, нели? Белиот има повеќе пространство и сега каде ќе рокира црниот и што ќе прави Ловец E7. и ти играш А6. Прво А6. Прво играш Да не тешка да ме- профилактика. Да не ме врзува со ловецот и така. Добро, Х4. Тој веќе тргна вама. Веќе тргнал во напад. Ловец е 7. Да. Сакаш конј F6 да смениш некоја фигура ти мора олесни да малку. ми олесни. Точно така. Крал Б1, Х6, Да не може да скока, така. Г4, конј F6. Да. Сега ти практично овие неколку потези А6, Х6 и тоа ЛС7, практично, ако можам да се изразам со фудбалски речник, катанаджо правиш сега. Значи, одбраната е засилуваш, катанаджо, тоа е како на... Да, За сврсташ како катанец. Катанец, Катанец, точно тука, така. значи, сврста во одбрана, со 9 играчи во одбрана, конј е 5. Он зафаќа се повеќе простор, има доминантен Да, конј. точно, Сега има. мора да смениме некоја Зема, фигура, конј земаме зема на две, E4, од ловец девет E4, сме. ловец E4, дама E4, дама дама D5. D5. Одлично. Добро. Дама е 2, за да ме... Може малку послаба завршница да биде, да. отколку мат да биде, нели така? Да. Дама е можно 2. Сега сака и C4, да сите страни да игра, мора B5, да спречиме C4. Сега точно. Да. F4, Леле, овде се прежен, ама топ игра... D8. Нема, одбрана. Ништо Одбрана, сега. ништо. Кралот го чуваме тука на E8, никако рокада, Никако одрече G5 Ќе готово. ме матира. Да, F5. F5. Ловец D6. Одлично. Морам Одлично. да Мораме сменам тој коњ да го и тој земаме. ловецот да го земе коњот. Да, затоа што е супер опасно. B3. Тоа е можеби малку бавен потек, овој B3, не сум сигурен за него. До сега мислам дека биле добро играла, ама ова B3 не сум убеден. Да. Како и да е. Сега ние за нашите гледаме. Ловец на E5. И D5, сега дама викам C6. дама C6. Најстрашното помина. Најстрашното помина. Најстрашното помина вистина, тука. Вистина. Да. Не се гледа сега ништо директно, нема тешки фигури останаа. Дама е 3, сега не ја даваме линијата без борба, Не топ даваме без 10, борба, топ 10. Овдека Одлично. размислила пола сат. Во овој клучен потез. Ова е клучен потез. Чесен збор. Топ 10, реко браво, Едимче. Добро. Се држиш уште, да, ја држам. да. Убава бе, мислам сега за Топ око. од Х на F1 и сега кралот пешки малце на другава страна, затоа што нема што Затоа друго. што немам друго, морам за да се бранам тука и така. Крал C8 да можеш да удвоиш и после ќе биде така, лесно. така. F дама е 6. Дама е 6. Нема линија никаква. Нема линија. А овој пешек на E5 на еден ден може и слаб да стане, никош не се знае. Дама А7, значи опасен потек, топ Е8, сите се на купче. Сега, кога се вака структурата, кога нема толку фигури, сега кралот може и преку Е7 на F8. Именно Од другата страна да отиде. затоа, овие Зашто бе. сите се тука се стопмени заедно. Точно така. Како верна дружина, топ D7, дама D7, Дама D7. делинијата е наша, добро. Делинија И имаме наша. ние наши трофеи тука. G5, И топ сега топ E5. Е5. Супер. Сега дојде во ситуација со топот и на дама да претам и дама да е одлично. Сега и дамата може на D2, може би ово, но И не се сега знае. ми одигра слаб потез. G6. Да. И јас F. F5 Не може се да разбира. давам F линија да ме матира. Никако, никако.
Никако. И сега овие централизирани фигури на ДИ не дават, не може да ти пристапи сега. Да. Сега може на 6 да ти земе, ама тоа е слаба утеха. Ништо, H5, тоа е... Одма контранапад, таму, Да, контранапад. дама D2 или нешто. И така. Еве го, Како што дама ни D2, следи тоа е дама- потеза. дама D2. Јасно, дама D2. Да смениме ние, па да Така имам е. јас F пион, Така, F слободен, супер. F слободен, фантазија. Дама B8 шах. Ма ова сум ја играл и то крал целата D7. ноќ, не спан, фантазија. Браво, браво, како се Честен држал, збор. тешка она партија, опасно изгледа. Дама F8, Дама топ F8. е, шах. Сега го сменивме, сега сме ние газда и Дама е еден. шах, дама Крал е пет. B2, Дама е E5 шах, централизирана дама и браниме на G7, да. И сега, веќе- Крал B1 и сега F4. сега веќе го прежали. Готов е сега, F4, F5 е страшна сила. А3, Да. А5, пространство, Да, дама F7, крал C6, Убава ми е дама партијата, F8, добра е. крал B7, еве го кралот, Кралот, конечно, спокоен е. спокоен. Сега е прав крал, прав. Да, крал. император. Се Император, шета од една... да. Дама F7, А4, за да биде слаб и За кралот, да биде малце. слаб кралот, да. Без зема на А4, без зема на А4, дама F8, дама D4. Повторно дамата централизира. Централна, Многу важна централизација на дама во дамска Фантазија, завршица. Фантазија. Го крепи својот пешак на F4, на А4, го А4, пази сега. полето B4, G7 брани G7 брани се фантазија, стига. фантазија. Дама F5, сега тој мора тука да се врти околу F пешакот твојот Да, и тој ќе да. отиде. Крал C6. Сега крал. Сега ова е многу поучен потек според мене, крал C6. C6. Значи кога игра дамата сама, ние играме и со кралот И со и често кралот. одиме и кон дамата, зашто таа сама ништо не Ништо може не може да направи. Точно а така. дамата е тука, Да, секојаш да, да, покрие да, доволно. да. Значи сега он се помалку потези има. Дама F7, крал D6. Практично кралот сега ќе му помогне и тој на F Тој пионот. на да, На F F пешак, пионот. зашто дамата стои Точно, перфектно. Точно, фантазија. Крал C1, дама E5, дама F8, крал D5. Да. Дама A8, C6, покриваме, дама А5 шах, крал E4. Ете го сега F пешакот, никој не може да го Готов, поеќе. готов. Дама зема на А4, тој не е важен Не е пешак, се важен, разбира. не е важен, е Крал пионот е. E3, Да. дама B3 шах, крал F2. Веќе претев мат. Да, мат на 1, да. Е, так. А4, ама тој е многу бавен, се разбира. Бавен. F3, F3. така е. И на дама C4, Следи матот. мат во 2, Во во три 3, потези. дама 1 шах и тука Убава е се за предава. около. Затоа што на Убава е крал за- D2 на крал следи D2 дама следи E1 дама шах E1 и на шах крал и D3 дама E3. дама E3 и Ама мат. убава е сликата. Одлична, да. Преубава партија. Преубава, да. Вистина. Ама во животот како доаѓа? Некојаш доаѓа треба да се браниш. Шахист Се браниш, па. се јас- браниш, се држиш. Тактика. Така, што треба Менуваш, одбрана. намалуваш фигури. Ова, она, тоа е фантазија. Тоа е Ова мајсторство. партија е баш поучна во таа смисла. Тоа е Иако бе мајсторство. во тешка. И останав со крал центар. Ама, клучните потези ми беа топ D7, значи крал D8 и топ E8. Да. Димче, оваа партија што беше важна? Зашто беше важна? Оваа партија ми беше многу значајна за да го освојам третиот бал за титулата интернационален мајстор. Партијата ја играв против Шахистот од Италија, интернационалниот мајстор. интернационалниот мајстор Аливисе Зикики, поранешен шампион на Италија, еден од најсилните шахисти во Италија, и победник на турнирот во Катанцаро 79 година. Еден од победниците. Тој го делеше прво и второ место со Божидар Ивановиќ. Со уште е шампион, многу кратен шампион, бил и на Југославија и на Црна Гора. И на Црна Гора, многу Така е. кратен, посебно. Да. Добро. Се отвори Со Е4, ова ми е партија посебно драга, што за време на по продолжението на партијата со Зикики, во тотално добиена со 2 пиони повеќе, значи организаторот на турнирот ми организираше симултанка да играм, истовремено, значи, играв и продолжение на партијата со Зикики, добиена, лесно добиена, и симултанка во другата сала. Јас му се извинив на противникот дека играм и продолжение и симултанка. ама кога тој не предал? Молам? Кога не предал тој не требал да игра продолжение. Со 2 пиони помалку. Ајде да видиме како ти си ја завршил Еве, работата да, до прекидот. до прекидот. До прекидот ти си ја завршил работата, тоа е важно. Ајде. Противникот се Е4, бранеше C5, со Сицилијанка, Конјев 3, Конјев 3,
E6, E6, D4, полсенова одбрана, C по D4, конј D4, конј конј C6 полсена, во овој наместо А6 ово, она Не, конј C6 е исто. Исто е окей, исто. да. Во рете. Јас не губам темпо, него Одма земаш на C6 за да ако развиеш те на друга C фигура. дерокиран, и Да, така. не, BC6, да. BC6 И сега C4. C4, уперено против D5. Така е. До 5, Добро. D5 би имал слаб пион и така. Сега он E5. E5. Добро. Он е Конј C3, Конј C3, ловец C5, ловац E2, ловец E2. нормални развојни потези, да. Конј Конј F6, F6, мала рокада, мала рокада. D6 и сега дама сега D3. дама D3. Ова е важен потек, затоа што него ловецот на C5 му е силен, треба некако да го решиш. тоа е точно. Сега може би имаш позициона зака на коња 4, зашто дамата го брани пешекот на E4, коња 4 тоа е важна фигура, или ловец E3 да го смениш. Тоа е точно. Еден од двете. Едно од двете, точно така. Мала рокада, ти се решил за Ловец E3. E3. Сега може би на коњ D7 коња 4 и мора да попушти. Мора да попушти на C5, не може да задржи тоа. Не, така е, да. Да, Браво. ловец зема на E3, дама зема на E3, сега веќе се определи структурата, пешекот на D6 е На слаб. D6 е слаб. И сега ќе почнеме Да, е да го тактика. притискаме, така Да, ли? Дама е точно. 7, топо да на Топа D1, D1, ловец е 6, топ D2, да се удвоиме се- нормално, топ FD8, топ FD1, D1, топ D7, мора да се крепи што да прави, H3. Профилактика, профилактика. да се наоѓа. И Да. прозорче, вентил се. Да. За комбинација. И да на G4 поле да контролираш секој момент. Добро, топо да на D8, B3, B3. да не го мислиш што е на C4. Затврстување на Така е. H6 и сега И сега ловац, F1. одличен маневар. За да можам. Се ослободува G3, ловац G2, F и така. една идеја. Друго полето едва може ќе треба за друга фигура. Може би конјот ќе треба да скокне, може би дамата ќе треба да, маневар. Значи чисто она контрола и се на позицијата G5. Е, сега Слаб потек. противникот мој ја слабе позицијата на кралот, сега по линијата F5 и H5 се ослабени и играм нормален потез конј E2. Па нормално, зашто G5 ти го подкажува потегот. Готово, да. Штом G5 игра, одма јасно дека коњот треба на G3 да дојде. Е, Коњ е точно. 2, Игра конј E8, коњ е конј 8. G3. Исто беше важно дека D5 никош не одеше заради E5 и на E5 виси. За И на дека E5. не може да се ослободи. Тоа е исто точно важно да така, кажеме. Тоа е точно. Конј G3, да, конј G3, Конј G7 за Конј да G7 ги брани тие по линија. двете по линија. Сега ловец E2, Ловец E2. за да напаѓам на H5, да не може... И ловец G4 Ловец позициона G4 сакаш. позициона. Да ги нагласи Да. слабоста на полињата H5 и F5 особено. Да. Крал H7, ловец Ловец G4, G4, крал G6. Ма не може кралот да ги покрива. Кралот може да ги покрива ослабените полиња во завршница, ама не може во средишница, во не така? средишница, да. Не може баш. Дама F3. Дама Дама F3. F3, консеквентно. Се разбира. Дама F6 Дама F6. и сега Да. Значи по ловец F5 шах, ловец зема на F5, Е зема на F5 шах, конј зема на F5, замена на значи централниот овај пион го заменив за да го освојам пионот На C6, C6. и за да ја засилам, тоа е тематски потез. Тоа е тематски и сега пешекот на D6 е заостанат пешек. За останат пешек, Значи е под силен притисок на трите фигури, делинијата е наша, полето D5, упориште е наше да. и C5 секогаш идејата, значи да го подкопа тој центар, да го освои тој пешек. Позицијата е објективно изгубена. Сега, што е друго важно, неговиот крал е слаб, Слаб. а нашиот крал е безбеден со осема. Безбеден. И последно, а може би не најмалку важно, е што имаме мајоритет на дамското На крило. дамското крило. Додека он на кралското крило заради кралот ослабен и тоа не може ништо Не може со своите дојде, пешаци да прави. Да, како што не. Така. Дама е 6 да брани на D6 И сега топ D5, да го пломбираме прво тука. да, прво да не може да игра, а претам C. C5 порано или покасно со C5 ќе го пробиеме, затоа што не може да издржи по Не може делинијата. да издржи, Да, така е. крал F6 да помогне, топ од први ред на D3, D3, сите да учествуваат во забавата, да, крал Е7 и сега G4. Го шириме фронтот, поле F5 може би ќе затреба, ке затреба, Значи, така е. го кочиме, просто нема потези, сега е задушен. C5 му виси над глава, но ние имаме 100 потези да засилиме, B4, B5, A4, A5. Не сме да игра Што сака? E4 никако, затоа што топ Топ E3 E3 готово не може да брани. После да, тој е готово. изолиран војник, ништо не Изолиран. прави сам, топ D4 му го вземаме и готово. Да. Никаква контра не. И сега се видео со H5, ама H5 само ќе го забрза крајот практично. точно. Г зема на H5, G4,
И се конечно дојдовме, ова е 32-иот потек, Да, C5. Ова е почеток на крајот. почеток на крајот. Значи, ако ги промениме, тој не ќе може хапионот. Не е во квадрат на Не е во H5, квадрат. тоа што квадратот е Именото, H5, опасност, K8 значи, тоа што сега хапионот стана, значи да. Целата табла ја гледаме. Сета, Затоа сега е C5. Значи на DC масовни замени на Масовни 10, замени на и кој ќе 10, да е кралот на 10 именно тоа. H6 не е во квадрат Не е на во P6. квадрат. Така Тоа е. е. Мора GH3, C зема на D6 шах, Не сме да ги менјава затоа што заради H6, кажавме, H6. крал F8, сега дама C5. Одлично. Напаѓаме на E5, напаѓаме на E5, да. дама G4, топ G3, се покриваме, дама зема на H5, Крал. и сега крал H2. Да не може. Да нема H2 и тоа се, Да. виси на E5, мора да брани со F6 и сега топо од D5 на D3. Да. Сега се ослободуваат полиња. Сега на Полето, H3 прети да на земе, H3 да прети па на G3, па дамата на D5 може би сака да дојде и да, таа. да. Значи, со повеќе функции потек, дама F7, топ зема на H3, дама E6, топ H8 шах, крал F7, сменивме по еден топ, меѓутоа и топ Освоивме. дама A7 освоивме важно пијунче. Сега имаме два врзани на дамско крило. На дамско крило. Значи по шах се покрива со топ и дамата повторно на C5 си се враќа. Да. E4 во обид за некаква контраигра, но дама H5 шах, меѓупотек, цвишенцук, крал F8, дама H8 шах, крал F7 и сега И топ G3. мат. Се сакаме мат на G7, дама зема на D6, не што го зема толку пешако, туку затоа што го врзува топот на G3 е важно. Да. Дама H7 шах затоа и на крал F8 дама E4. Повторно два пешаци повеќе и по дама B6, дама F4. Топ G7, дамска завршница, топ G7 зема, крал G7, A4, сега не може да земе на B3 заради дама G3, да. Дама G3. И овие одат, Да. и сега беше прекината партијата. Прекината И партијата, утредната играше симултанка и ја доиграва дамска со два повеќе, да, така. со два пиони Ова повеќе, лесно па му си ја го добил. лесно е. Да. Кажи на симултанката што направи. Симултанката ја добив високо, без пораз и што ми е драго, добив убав хонорар за симултанката. Победа, значи, на Норма. директниот ривал, Норма ја надмашив со пола поен, затоа што освоив 6,5 поени од 9. Голем резултат. Голем резултат, без пораз. Значи, единствен играч без пораз. Единствен играч. Чекај се. Оти и изгубија и Ивановиќ или не знам дали со Ивановиќ дали бевме единствени непоразени. Важно, значи бев непоразен на турнирот. 4 победи и другите реми. Тоа е голем резултат. На прагот си на 80-тиот роден ден, наскоро ќе влезеш во новата деценија, во 9-та деценија од животот. Да. Ти ја посакувам оваа младешка енергија и дух и понатаму да те крепи добро здравје и да имаш повеќе средби со младите, Да. одржиш некое предавање, некоја лекција, некоја партија како денес, овие два коментари со нас, Да, зашто се многу едукативни партиите, зашто тука има голем талент, големо знаење, наследство шаховско кое што вреди да се проанализира за младите да добијат. Да. И уште некоја Голема симултанка имам впечаток дека можеш уште да одиграш некоја симултанка и тоа без проблем. Јас симултанки играв пред 2 години, одиграв 3 симултанки, што ми се особено драги, во овие поодминати години. Значи, во Кочани играв убава симултанка на 25 табли. Не претрпив пораз, баш за 11 октомври играв симултанка исто во просториите на Сојузот на Сдруженијето на пензионерите, во организација на Градскиот сојуз и таму победив, еден пораз претрпев, но Ама никош тие твои симултанки по 20 табли не сум слушнал дека некаде си играл, по 20 табли. 20 и нагоре, а? Да. И играв симултанка во Вевчани. Кај Батко? Да, кај што се промовираше Книгата. книгата. А и Батковски автор. И тоа е незаборавни 3 симултанки. Значи,
Баш ми е мило. пред 2 години. Може. Почитувани стигнавме и до крајот на денешното издание Шах со Љубиша Доновски. Се надевам дека ви беше многу интересно и возбудливо што бидовме денес со нас легендата на македонскиот шах, интернационалниот мајстор Димчо Илиевски. Имавме 2 изданија, имавме многу што да кажеме, но се надевам дека покривме главно дел од неговата кариера, најважните моменти, најважните акценти. Видовме 6 партии, значи прекрасни партии, поучни партии. Се надевам дека го задржавме вашето внимание, дека бевте со нас и денес. Бидете повторно со нас во следната емисија. Сите искрено ве поздравувам. Да, и пријатно.